Почитувани граѓани, почитувани новинари, како одговорна партија продолжуваме со реализација на мерките што поттикнуваат економски раст и стабилна и развојна економија. Ребалансот на буџетот има за цел да се лоцираат средства од оние ставки кои не се искористени во ставки што обезбедуваат развој на економијата, раст на платите и унапредување на системот за социјална заштита. Главен фокус ставаме на концептот повеќе пари кај граѓаните и раст на платите во сите сектори, вклучително и во приватниот сектор. За таа цел, со ребалансот обезбедени се 400 милиони денари за субвенционирање на придонесите од задолжителното социјално осигурување за претпријатијата кои ќе ги зголемат платите на своите вработени до 100 евра, односно до 6000 денари. Ваквата поддршка ќе трае 3 години, од октомври 2019 година до октомври 2022 година. Оваа мерка, освен раст на платите, има за цел и сузбивање на сивата економија и давањето плати во плико, но и зголемување на приливот на средства во пензискиот фонд. Обезбеден е поголем трансфер од буџетот во фондот за пензиско и инвалидско осигурување од 815 милиони денари, кои кон пензиските друштва од вториот пензиски столб. Тоа е дел од реформата што започна минатата година и е согласно месечните исплати за бројот на осигуреници. Обезбедени се и дополнителни 200 милиони денари за активните политики и мерки за поддршка на вработувањата, за кои постои огромен интерес, што има за цел намалување на невработеноста и отварање нови работни места. Од реформите кои се спроведени во изминатите 2 години, директна корист имаат 300.000 граѓани и ова се наши сограѓани од пониските социјални слоеви и ранливите групи на кои претходната власт ќе се сетеше само пред избори. Резултатот од социјалната реформа е 30.000 домакинства или околу 120.000 граѓани 3 месеци добиваат социјална помош повисока во просекот 300%, детскиот додаток им се исплаќа на 20.230 деца, што е за 3 пати повеќе, а образовниот додаток на 8.681 дете, што е за 3,5 пати повеќе од претходно. 1170 вработени во центрите за социјални работи добија зголемување на платите во просек за 4.363 денари по вработен, покачување за 3.138 негователи и воспитувачи во градинките, плата во просек за 3.000 денари повисока од претходно, односно добија покачување за 16%, а предвидено е дополнително зголемување од 5% со септемвриската плата, која ќе се исплати во октомври и со тоа вкупниот пораст на платите ќе биде 21%. Минималната плата достигна 12.507 денари, а уште поважно е што таа се изедначи во сите сектори, вклучително и кај одделите производство на текстил, облека и кожа, каде минималната плата беше околу 8.000 денари. Со нови законски измени обештетени се околу 11.000 стечајци, кои долго време беа оставени без никаков надоместок, а планирано е обезбедување на надоместок за дополнителни 1000 стечајци со нови законски измени во периодот што следи. Почитувани, ова се само дел од мерките и политики што имаат за цел да го забрзаат економскиот раст, да го напредат системот за социјална заштита и да ја зголемат социјалната сигурност на граѓаните. Како одговорна партија, продолжуваме со реализацијата на мерките и политиките во интерес на економијата и граѓаните. Градиме фер и праведно општество кое создава шанса за сите. Ви благодарам.